Мечето Теди, неколку годишен жител во Штипскиот зоолошки парк, стана популарно заради крајно несоодветните услови во кои живее. За маката на Теди, алармот го вклучија Сдруженијата за заштита на правата на животните. Те имаа неколку средби со надлежните од штипската локална власт со неколку солуции за спас на мечето од субстандардните услови за живот. Конечната одлука, која е од привремен карактер, денес ја соопшти штипската локална самоуправа. Оттаму известуваат дека според дозволите издадени во 2015 година од страна на Министерството за животна средина до јавното предпријатие ИСАР, во дозволата нема одобрување за чување на мече. Во тој период е дадена дозвола за чување на 11 видови на диви животни точно наброени. А за да добиеме дозвола за чување на ова животно, тоа се посебни процедури, изградба на посебни кафези, објекти со заштитни зони, што ние во моментот како урбанизам на град Штип го немаме во тој дел на градот. Општина Штип не преферира да инвестира во диви објекти кои не можат да се вклопат во деталниот урбанистички план во градот. Разговарано е со директорот на зоолошката градина во Скопје, кој што има поголем број на вакви животни од што треба, меѓутоа ќе излезат во пресред и привремено ќе го сместат мечето, а тие со нивните стручни служби ќе ги започнат сите постапки за изнаоѓање на најдобро решение за ова мече. Има неколку организации кои се заинтересирани во најдобри услови да го превземат и да го чуваат ова животно. Тоа се организациите Брижит Бардо и Фор Паус. Зоолошката градина во Скопје во координација со овие организации ќе продолжи со постапката. Представници од овие организации веќе беа во Штип и го дадоа овој предлог.